уште првиот ден од првото пријавување, значи на 18-ти, сите ученици од завршените од 9-то оделение ги доставуваат документите во нашите средни училишта и некаде околу 819 ученика уште првиот ден ги доставија во медицинската струка најмногу, во електротехничката струка најмногу за 4-годишно образование и помалку во гимназиско и економско образование. Во гимназиско повеќе интересот беше насочен кон природно-математичката област, помалку за јазично, општественото, во економското најповеќе за економски техничар, помалку за банкарски техничар и во земјоделското училиште, како што реков, таму, иако е наречено земјоделско, меѓутоа најповеќе интересот е за медицинската струка, каде што за 102 ученика конкурираат повеќе од 180 ученици од завршените 9-ти оделенија. Но сепак остана слободни места кои што ќе бидат потполнети, се надеваме, во второто пријавување? Па да, остана некаде околу половина од вкупниот број, значи 270-80 слободни места има кои може да се сметаат дека ќе бидат пополнети, бидејќи на територијата на општина Струмица доаѓаат и ученици од други општини. Имаме интерес од општина Богданци, Дојран, Валандово, Конче, Берово и вкупниот број на ученици е зголемен оваа година во делот на интерес за запишување во општина Струмица. Во некои училишта, конкретно во училиштето Никола Каров, има мали измени, благи дополнувања на некои од струките. Каков е интересот таму? Значи, интересот е за 4-годишното образование најмногу, во 3-годишното е слаб одзивот. Например, оваа година во овој дел сега не се пријавени воопшто за електричар 3-годишно и за монтер за сува градба ниту еден ученик. Во земјоделското училиште немаме за поледелец, значи воопшто пријавен ученик и помал интерес за прехранбен техничар и за оние 3-годишни занимања. Така, но сепак остануваат отворени овие места слободни, иако се речиси без ниту еден пријавен ученик. Да. Сепак имаме второ пријавување, второ уписен рок. Да, второ пријавување па уписен рок во август месец. Значи, од оние што се одбиени, кои не ги исполнувале условите, ќе добијат можност да се запишат во тој дел, бидејќи конкурсот дозволува намалување на бројот на бодови во стручните училишта. Значи, 5 до 10 бодови ќе се намалат и така да ќе влезат и тие што сега моментално не влегле, например, по критериум со 55 бодови, меѓутоа каде што има слободни места ќе влезат со критериум од 45 бодови.